Благодарам, почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван заменик министр за земјоделство, шумарство и водостопанство. На почеток би сакал да напоменам дека единствено Република Македонија од сите останати држави во регионот има донесено закон за тутун и тутунски производи. Ние сме една од ретките држави кои што се занимаваат со производство на ориентален ситнолистен тутун, за кој што имаме и соодветно законско решение и кој што е на некој начин и урнек за донесувањето на закон од оваа природа, како што беше своевремено побарано од страна на Бугарското министерство за земјоделство, Македонското министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство да го достави текстот на македонскиот закон за тутун и тутунски производи како урнек или текст според кој би можело да се изработи закон и во Република Бугарија. Нешто слично се случува со Република Турција. Значи, во сите останати држави, кои што се големи произведувачи на ориентален тутун, како што е соседна Грција, Бугарија, Турција, пред се, кој што е најголем производител на ориентален тутун, немаат соодветно законско решение, онакво како што е во Република Македонија. Јас на кратко би се осврнал само на неколку елементи во предложениот закон, иако е тој со 40 отприлика членови оди во скратена постапка, но претпоставам дека предлагачот на законот има остварено контакти и во исто време разговори, консултации со двете засегнати страни, од една страна од купувачите и преработувачите на ориенталниот ситнолистен тутун, трите класи, односно трите типови за прилеп, за јака и за басмак, и од другата страна производителите на тутун, односно тутунопроизводителите, како една од најранливите категории на земјоделци кои што најмакотрпно го произведуваат, ја произведуваат оваа земјоделско-индустријска култура, која што е од особено значење за Република Македонија од неколку аспекти. И од финансиски, и од економски, но во исто време и од социјален аспект, заради тоа што опфаќа голем број на индивидуални земјоделски производители и земјоделски домаќинства кои што се занимаваат во најголема мера со производство на тутунот. Уште во самиот прв член е заменет терминот ферментиран со обработен. Понатаму има образложение, меѓутоа со оглед на тоа што било кој подобар познавач на обработката на суровиот ориентален тутун, треба да направи дистинкција помеѓу ферментација и обработка. Обработка е малку, би рекол, по тесен поим од ферментацијата, кој што значи заокружување на целата преработка и обработка на тутунот, но во образложението на предложениот законски текст стои дека станува збор за ускладување со царинската номенклатура, тарифните броеви и како такво би можело да се прифати. Понатаму, во делот на законот се опишува во точката 25 во самиот закон што се подразбира под обработен тутун, кој што е во форма на цели листови кои претходно се исушени и или ферментирани, листови во делови кои по сушењето и или ферментацијата на целите листови се оджилени, стрипсирани, односно оголени, подсечени или се неподсечени, кршени или исечкани, така натаму да не ја цитирам целата измена на оваа точка во која што се опишува дефиницијата обработен тутун, која што јас сепак сметам дека не е толку соодветна колку што се однесува на ферментиран тутун. Понатаму, добро е тоа што се воведува електронски систем за водење на евиденција, прво на издадените евидентни листови од страна на подрачните единици на Министерството за земјоделство за сите заинтересирани тутунопроизводители, кои што тоа треба да го направат заклучно со 31 март во теколната година. Меѓутоа тоа претпоставува следно: вмрежување или поврзување на секој лиценциран откупувач на ориентален тутун
со склучените договори буквално со секој поединечен и индивидуален земјоделски производител, за да се води евиденција пред се преку издадениот лист, евидентен лист од страна на подрачната единица за вкупната површина која што ќе се обработува, а понатаму податоци за количината, односно типовите на ориенталниот тутун. Да подсетам дека за ориенталниот тутун веќе е договорена уште од претходниот период количина од 100 за типот прилеп зборувам од 180 килограми за декар, односно 150 килограми за јака и 120 килограми за басмат како ориентален тутун од највисок квалитет. Сето тоа треба да биде како податоци наведено во овој електронски систем, со тоа што би се имало контрола, значи како што кажав, и врз количината, но и врз површината која што се произведува, а на некој начин би се оставила можноста која што до сега беше пракса за подпишување на двојни или повеќе договори на еден ист индивидуален земјоделски производител со повеќе откупувачки компании и евиденција пред се на вкупното производство на тутун во државата, кое што дефинирано е врз основа на договорот од оваа година со откупувачите, но исто време со произведувачите, да биде некаде околу 26.000 тони, што е всушност и оптималното производство на ориентален тутун во државата, кое што од друга страна нуди или овозможува сигурност за негов пласман, а во исто време за добра проценка и добивање на добра просечна откупна цена. Наведено е во членот 9 од законот дека сите овие податоци во електронска и во пишана форма треба да бидат доставени прво пред се до Министерството, а понатаму до подрачната единица на Министерството. Би се задржал на членот 12 кој што се менува се однесува на договорот. Договорот се склучува во писмена форма, меѓутоа за содржината на договорот откупувачот должен да побара мислење на највисоката асоциација на тутунопроизводители. Прашам која е таа? И една е Сојуз на Сдруженија на тутунопроизводители, со кој што Министерството наназад долги години ја има најтесната соработка во изготвувањето на сите законски акти, а во исто време и на креирањето на политиката во тутунопроизводството, ќе напомнам како една исклучително важна гранка. Исто така, доколку не постои согласност, тогаш треба да постапи откупувачот во коригирање на договорот според мислењето на највисоката асоциација на тутунопроизводители. Исто така, овој договор е добро, што е наведено дека треба да биде склучен најкасно до 10 април во тековната година. Да напоменам, 31 март е последниот ден на добивање на евидентните листови од страна на подрачните единици, а 10 април е последниот ден за склучување на договори со откупувачките компании. За амандманот кој што беше предложен од страна на членовите на комисијата не би се оспрнал, освен тоа, освен во делот на обврската на откупувачките компании да откупуваат, односно да отворат откупни пунктови во региони каде што се произведува над 200 тони, но сега и можност има и под 200 тони. Тоа на тој начин се излегува во пресред на тутунопроизводителите, заради тоа што нема да ги имат оние трошоци за транспортирање на тутунот до откупниот центар, откупниот пункт уствари, за да може да го предадат своето производство. Наведени се условите кои што треба да ги исполни откупувачот. Станува збор за кај нас во Македонија сериозни откупувачки компании, како што е Сокотап Франа, како што е Alliance One од Кавадарци, или Струмица Табак, кои што имаат инвестирано преку 35 милиони евра во своите капацитети и се неслучајни играчи во тобако индустријата кои што се присутни на Македонија. Во Македонија. Тутунопроизводителот треба да го предаде својот тутун, своето производство на денот на позивницата која што му ја доставува договорениот откупувач. Меѓутоа, малку е, мислам, превисока казната која што е предвидена доколку
од било кои причини се случи да не го достави тутунот од 300 евра за такво нешто кон самиот тутунот производител. Има уште многу да се зборува за овој закон и за тутунопроизводството, но јас се задоволствувам на овие елементи. Благодарам многу.